Благодарам, подпредседателе. Господја Шекеринска, вас ви тргна од синоќа на сител па сега, наместо да ве ставаат во информативните вести, да ве ставаат во хумористични вести. Така беше со вчера дека сте можеле вакцини да набавите, ама не сте сакале. Демеко вие американци ви од западот не знаат како со вакцините, вие знаете. Сега вака. Без нервози, господја Шекеринска, јас ниту еднаш не ви дофрлив. Требаше бидете доблесни тоа да го кажете, кој секој друг колега века, никогаш не дофрлам. Понатаму. Јас немам мои ваши. Јас лично немам мои и ваши. Имам платформа која што се вели час поскоро евроинтеграции, ЕУ и НАТО. Ние сме во НАТО прва година. Насто првата година се покажеме во НАТО, ние во НАТО е факт дека 2,5 години сме без највисок представник. И не може за тоа да не биде одговорен министерот за одбрана. Второ, луѓе не добиваат сертификати. Тие луѓе, господјо Шекеринска, ги предлагате вие. И вие кога бевте од опозиција, само треба бидете доследни да кажете одговорноста има име и презиме. Кој ги предложил тие кандидати, тој е одговорен. Ако сте ги предложиле вие тие кандидати, а не поминале, вие сте одговорна. Оставете тоа ланскиот снег. Оставете ВМРО, СДС, да држава да се работи. НАТО не е ниту монопол на ВМРО, ниту на СДС, ниту на ГРОМ, ниту на Социјалистичка партија, никој. НАТО е стратешки интерес на државата. И мене ми е јасно, кога немате што да кажете дека 10 минути ви се многу, па мора на пола да прекинете. Зборувавте, ниту едно прашање не ми одговоривте. Јас кога беше седницата за влада ви кажав, кога сум бил 7 оделение, вие станале пратеник. До ден денешен сте на највисоки државни функции. Со тоа што зборувате секојаш другите се за нешто криви, вие не, суштината да тргате на страна, имате одлична форма, глума и перформанс, ама тоа пали во Македонија. Веќе вие не палите во Македонија, може би само во вашето афеже да палите до некаде, ама не и во Македонија. Прашав суштински работи. Нели е срам за една држава да ги одбиваат првите 20 кандидати? Срам е, господјо Шекеринска, срам е. И од тоа нема бегање. Од тоа нема бегање. Понатаму, престанете да ми дофрлате. Прашањето ќе си го одговорите јавно, бидејќи не ми го одговарате мене, им го одговарате на граѓаните. И да ви кажам уште нешто, јас шефови немам. Единствен шеф ми се тие кои што ме бирале на избори. И тие прашуваат и се сериозно загрижени зошто вие ни ја срамите државата во НАТО. Не одговорите на тоа прашање, нема да ви поставам допълнително прашање, бидејќи од начинот на кој што се однесувавте, ќе треба очекувам глума, а на граѓаните е доволно глума од синоќа на сител денеска овдека. Ворете. Немате Само се извинувам, бидејќи